Почитувани сограѓани, проблемот со недостиг на градинки и слободни места за дечињата, оваа локална власт, предводена од СДСМ, не го реши. Сегашната актуелна власт, за жал, со неградењето на ниту една градинка, лошо се справи со решавањето на простор за сместување на деца од прешколска возраст. Единствено што направија, ја пуштија во употреба градинката во состав на основното училиште Рампо Левката, која ВМРО ДПМН им ја остави подготвена. ВМРО ДПМН исто така во свое време создаде подобри услови и за децата на жителите во руралните средини, со тоа што отвори групи за престој на деца од предучилишна возраст во селата Тополчани, Беровци, Канатларци и Големо Коњари. За жал, денес овие групи не функционираат. Затворени се благодарение на неспособноста на СДСМ и децата од руралните средини се обесправени и осакатени во предучилишниот развој. Иако многу ветуваа, ветувањата останаа празно слово на хартија. Во последниот период, да не речам еден месец пред избори, сведоци сме на некакво придвижување поврзано со изградбата на градинката во населба Точила, но како и многу други проекти на СДСМ, изградбата застана уште на самиот почеток. Затоа ја анализиравме детално ситуацијата и во нашата програма внесовме реални и издржливи проекти за детски градинки со вкупен капацитет од 500 деца. Моите предлози и решенија, како кандидат градоначалник и на ВМРО ДПМН и на коалицијата, за овој навистина голем проблем се следниве. Прво, изградба на нова детска градинка во населба Кузман 2 и до изградба на започнатата градинка во населба Точила, за која 133 милиони денари се издвоени од вашите джебови. Второ, што е и економски поисплатливо и порационално, е адаптација и пренамена на дел од училишните простории на основните училишта. Планираме дел од објектите да се пренаменат за згрижување на деца од предучилишната возраст и тоа ќе го започнеме во основното училиште Кочо Рацин. Трето, рестартирање на градинките во селата Тополчани, Беровци, Канатларци и Големо Коњари. Исто така, во комуникација со жителите од Сточен пазар, доколку е потребно и пренамена и пуштање во употреба на училиштето кое во време на СДСМ беше запрено. Со овие неколку проекти, повеќе од сигурни сме дека на граѓаните ќе им се олесни секојдневното функционирање, затоа што порелаксирано ќе ги извршуваат своите работни обврски, а децата ќе напредуваат и ќе се социјализираат. За промена, за прилеп, за подобра иднина на најмладите.